ова издание, Трамп нареди повлекување на националната гарда од улиците во Вашингтон. Истовремено, граѓаните му одаваат почит на Флојд. Хјустон денес, центар на САД. А што е ново за вакцината против COVID-19? Гласот на Америка разговараше со македонски научник во Абу Даби. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. И денешното издание на Њуслеш на Гласот на Америка на македонски го почнуваме со главната вест од САД. Протестите против полициската бруталност и расизмот. Веднаш потоа пак ќе слушнете што има ново околу вакцината против COVID-19. Денеска во американскиот град Хјустон се собираат ужалени кај ковчегот на Џорџ Флојд, афроамериканец, чија смрт додека бил во рацете на полицијата предизвика обновени протести против бруталноста на полицијата во градови низ државата и други делови на светот. Погребот на Флојд е закажан за утре. Соработник на поранешниот подпредседател Џо Бајден кажа дека демократскиот председателски кандидат планира да патува во Хјустон да се сретне со семејството на Флојд и дека ќе има видеопорака на погребот. Председателот Доналд Трамп во неделата нареди трупите на националната гарда да почнат да се повлекуваат од главниот град, откако таму беа распоредени да му помогнат на обезбедувањето. Слични повлекувања се случуваат во други сојузни држави. Сенаторот Мит Ромни, член на републиканската партија на Трамп, се приклучи на протестите во Вашингтон за време на маршот во неделата, што е прв случај републикански законодавец да земе учество во демонстрациите. Антирасистички протести се одржаа во целиот свет во неделата, при што десетици илјади демонстранти во Рим, Берлин, Лондон, Брисел и Париз излегоа на улиците. Додека некои протести беа предизвикани од убиството на Џорџ Флојд, европските земји исто така наведуваа свој случај на расно насилство. САД и натаму имаат најголем број смртни случаи од COVID-19 во светот, над 110.000. Според истражувачкиот центар на Универзитетот Џон Хопкинс, земјата има и речиси 2 милиони потврдени случаи на коронавирусот. Во Њујорк денеска почнува првата фаза за отворање на бизнисите и се очекува околу 400.000 луѓе да се вратат на работните места. Голем дел од нив ќе го користат метрото прв пат после 3 месеци. Македонски научник во Абу Даби работи на вакцина против COVID-19. Мики Трајковски разговараше со него. Панче, добар ден, благодарам што дојде време за Гласот на Америка директно да поразговараме. Ние од овде и од Абу Даби. Веќе 8 години живееш во Обединетите Арапски Емирати како професор на Њу Јорк универзитетот, но она што е интересно е твојот придонес како македонец во тамошното општество. Награден си со специјален статус, така наречена златна виза за твојот придонес кон науката во оваа држава. За што станува збор? Се работи за признание за специјален придонес кон оваа држава. Значи се доделува на ограничен број на научници, бизнисмени, уметници и така натаму, со која што им се дозволува престој од 10 години. Јас се добив оваа награда како член на Академијата на Емиратите, која што беше основана пред 4 години. Самата академија има 33 членови и тие се истакнати научници кои што од различни области, кои што се природни науки, инженерство, медицина и така натаму, се избрани за да ја креираат политиката на науката во оваа држава. Дел од лабораториите каде што ти работиш веќе се преструктурира за потребите за истражувањата на потенцијални термички стабилни вакцини, вклучувајќи ги овде против актуелната вакцина, односно она што се случува со COVID-19. Дали е можно да се дојде до некаква вакцина и кога би била достапна оваа вакцина за светот па и за македонските граѓани? За сега постојат околу 100 соединенија кои што се тестираат. Од нив изборот е сведен на 15 кои што се пренесени во следната фаза на тестирање. Значи постојат 3 фази каде што треба да се поминат за да се пуштат во оптек тие вакцини. Најверојатно вакцина ќе се најде, не знам точно кога, меѓутоа се работи за неколку месеци, кога тие ќе се тестираат и кога ќе се пуштат во протек. Значи директно и вашата лабораторија е вклучена во изногење на таква вакцина за COVID-19. Така е, ние имаме некакви искуства, имаме веќе објавено труд од пред 2 години кој што се однесува на други вируси,
Со оглед на тоа, дека се вклучен во истражување и на материјали кои што се користат за подобро искористување на суровата нафта. Повторно актуелно прашањето со нафтата, цената на овој важен производ, ќе се сочува ли светот во иднина со проблеми со испораката на нафта поради се почестите конфликти помеѓу големите сили. Нашата улога во сето тоа и оно што имаме проект спонзориран од државата тука е да воспоставиме методи за подобро искористување на самата нафта. Постојат методи како тоа да биде поефикасно и ние работиме на таа поголема искористеност. Целото интервју го има на нашата веб страница, а ние продолжуваме со нов тренд при справување со пандемијата, со станоци во виртуелна реалност. Доколку сте биле дел од ваков повик, веројатно сте увиделе дека луѓето се надвикуваат, а се случува и ова. Ако нечие куќе дојде или ако некој престане да обрнува внимание, може да пропуштите што кажува некој. Интернет предавањата за бизнис на Рајан Отенс се во виртуелна реалност и ги елиминираат проблемите кои се јавуваат при видеоконференциски повици. не можам да го видам телефонот, не можам да видам кога ќе добијам имејл, не знам што се случува околу мене и сум целосно фокусиран на учењето од мојот професор и од колегите. Pagoni VR преку нивниот проект Кимера креираше виртуелно искуство за класот на Отенс од Универзитетот Темпл. Студентите се појавуваат како аватари во виртуелна училница, а професорот се појавува како аватар или преку вистинско видео кое е пренесувано во живо. Вака се уште имате чувство дека сте заедница. Нашиот звук е според позиција и ако некој проговори и се наоѓа лево од мене, знам дека треба да погледнам лево за да го видам. Напредокот во хардверот за виртуелна реалност овозможува слушалките и контролорите да го следат движењето на главата и на рацете преку камери и сензори. Кога учесниците ги движат рацете во реалниот свет, се движат и рацете на нивните аватари. Технологијата има возможни на бројни компании како Pagoni VR да креираат простори за состаноци во виртуелна реалност. Со зголемената побарувачка, најголем предизвик е да се набави опрема за виртуелна реалност за време на пандемијата. Достапноста на хардверот зависи од тоа каде се произведува. Голем дел од деловите доаѓаат од Кина. Отенс предупредува дека не треба да се биде на виртуелна средба повеќе од 1 час. Вообичаено започнува вртоглавица и главоболка кон последните 5 до 10 минути. Можам да кажам дека поминало толку време зашто телото ми вели доста е. Други примени на состаноците во виртуелна реалност се религиските служби и забавата. А еве како изгледаше повторното отворање на туристичките атракции во Италија. Сабина Кастелфранко од Рим. Без масата туристи да се посети Систинската капела на Микеланџело е можност што ретко кој во Рим би ја пропуштил. За многумина ова е можеби единствената шанса да се ужива во брилијантните бои во просторијата каде се избираат папите. Повторното отворање на музеите во Ватикан по 80 дена беше голем настан во Рим. Посетители со маски во редица чекаат да влезат. Директорката на музеот Барбара Јата излезе да ги пречека трпеливите посетители. Пјеранџело Вернизи со сопругата беше меѓу првите во редот. Живеат во Рим, но дошле да уживаат кога нема туристи. Сакаме ова да го искористиме. Не се случува често. Редиците се мали. Се што требало да направат е да резервираат билети, да носат маски и социјално да се дистанцираат. Директорката Јата е радосна. Отвораме со волја да ја споделиме оваа убавина историја што и наша вера. Важно е да биде достапно за сите. Посетителите ќе можат да им се воодушевуваат на делата на Рафаел, но и на другите богатства по музеите. Отворени се и другите споменици, како Колосеумот, каде годишно доаѓаат и по 7 милиони посетители. Благодарам на вниманието. Пријатно утре.